Заврши доопремувањето на единствената генетска лабораторија во овој регион во рамки на Факултетот за ветерина во Битола. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски денеска беше во посета на лабораторијата и зборуваше за придобивките од ваков тип на лабораторија како за Битола, така и за Македонија. Лабораторијата за генетика врз основа на сите оние анализи кои што ни беа предочени и плановите кои што ги имавме за следниот период, беше потребно да се доопреми со дополнителна опрема. И де факто денеска би сакал да информирам дека сега лабораторијата е комплетно доопремена, со што во разговор со деканот констатиравме дека сега сме веќе комплетно подготвени. По комплетното премување на лабораторијата, тимот кој ќе работи ќе биде на двомесечна обука во Белград, пошто ќе започне процесот на акредитација. Лабораторијата ќе биде во функција не само на ветеринарниот факултет во Битола, туку и на државните институции од Републиката. Таа ќе биде ставена во целосна функција покрај за научни цели, ќе биде ставена во целосна функција на стопанството во Република Македонија. Имено во оваа лабораторија ќе се вршат испитувања за потребите на стопанството во делот на генетски модифицираната храна, во делот на храната од животинско потекло и содржините на истата. Исто така оваа лабораторија ќе започне да ја користат и државните институции. Пред се мислам на Агенцијата за храна и ветерина и царината. По започнување со работа оваа лабораторија ќе придонесе покрај за научно-истражувачката дејност и за подобрување на финансиската состојба на Факултетот за ветерина. Најглавната цел на оваа лабораторија ќе биде и давање апликативни услуги на стопанството. Нормално бенефитот ќе биде уште поголем, бидејќи од тие финансиски средства кои ги добиваме со давањето услугите на стопанството, нормално дека ќе има бенефит и факултетот. Се очекува во многу скоро време оваа лабораторија да послужи за партнерски истражувања со други држави со цел користење на средства од Европската унија. Сигурен сум дека ќе аплицираме на еден од проектите од Европската унија за збогатување на услугите кои што може да ги дава оваа лабораторија. Вкупната вредност на лабораторијата е 9 милиони денари кои се обезбедени од Министерството за образование и наука. Лабораторијата се очекува да започне со работа кон средината на следната година.